Кога системот за наблюдување и известување се потпира на бабина, џамови и клупи, а брзината и квалитетот на информациите се сведува на чанче муабет произведен од жени на чешма, разбирлива е препораката за пожарите, како локација, да се алармира од неколку гајби со мортадела на коцкички наместени на сред село. Би честил со пиво неколку луѓе кои што немат работа пред кооперациите низ селата околу планините и би рекол гледате кон планината. Веројатно е посериозно да се фатат за работа отколку да зверат во ридовите, не за друго, туку затоа што наместо да репортираат со некоја крава, овце или коза, може подиректно да придонесат да се намали опасноста од пожари. Немаме стока по планините да пасат тревата и затоа ние тревата бујна, сега ќе се исуши, топло е и ќе се почнат пожарите, сезона на пожари. Друго е порано, многу стока по планините, илјадници, десетици, стотици илјади грла, ја пасат тревата и помала е можноста за пожари. Сега бујна вегетација, топло време, се суши, мала искра и бувнува пожар. Џабе ако има стока кога не рани мајковци од видот на подпалени глувци и лисици на кои им гори опашот. Не ги почитуваат сообраќајните прописи, па шетаат по планините и шират обнови. И не се само тие, туку на ист начин се однесуваат и некои ситни зверки од редот правокрилци. Тоа не се баш такви скакулци оние запалили, туку има некои скакулци кои што навистина може да пренесуваат. Постојат такви бубачки, вештачки кои што навистина може да пренесуваат пожар. Да. Тие вештачки инсекти и не се толку опасни колку што се други бубачки, најчесто хибридни и политички. Ама и тие, како и скакулците, се со многу непознати. Оти по штурците, а по стоката. Може би не треба да биде изненадување, дека се работи за некаков крупен заговор. Не ги исклучувам диверзиите во периодот кој што следи. Повторно ќе кажам, такви се извештаите кои што ги добиваме. Има многу центри на моќ и во државата и надвор кои што не сакаат оваа влада да успее. Има многу центри на моќ дома и надвор кои што ќе продолжат да креираат, да спекулираат, да лешинарат. По корекцијата од најблискиот круг излезе дека не е баш дојдено до таму. Но ако не е ништо од сето ова, тогаш прашање е зашто станува збор. Ние имаме прво борба со демони. Какви се тие демони? Такви, кои што за да профитираат политички се во состојба да загрозат и човечки живот. И на крајот, од каде сите овие и вакви? Од каде оваа бура на идеи? Околу 8 часот некаде се појавам на работа, секој саба имам утринско кафе со мојот кабинет, некако така се ствара таа блискост и тој brain drain, односно расфрлање на идеи. Време е расфрлањето да подзапре и наместо кафе муабети да се фати работа. Оти без тоа, brain drainот нема да застане. И тоа природно, а не хибридно.